Министерке, добар ден. Се вративте од Украина. Која беше целта на посетата на Украина и кои се места ги посетивте таму? Да, официјалната средба со министерот за одбрана на Украина се одржа во Киев, но моето присуство таму го искористив да ги посетам и дел од општините кои практично на почетокот од оваа инвазија биле први на удар. Тоа се Ирпин и Буча. Целта на мојата посета беше да ја пренесеме и поддршката која изминатата година владата на Република Северна Македонија и Република Северна Македонија во целост ја дава на Украина во секаква смисла на зборот, и политичка поддршка, меѓутоа и хуманитарна, но и воена се разбира, заради тоа што и тогаш, меѓутоа една година подоцна, силно сме убедени дека Украина како независна и самостојна држава апсолутно има право да ја брани сопствената територија од оваа неоправдана и со ништо не испровоцирана руска агресија. Како гледате на состојбата во Украина една година по руската инвазија? Посетата, пределите кои што јас ги посетив во овој момент не се под било каква агресија воена, меѓутоа последиците кои се таму останати се навистина видливи и можам да кажам дека од таму се враќам со поделени чувства. Од една страна сликите кои ги видов и на лице место, меѓутоа и оние фотографии кои сведочат за ужасот и теророт што се случувало особено во Буча и во Ирпин, не можам да кажам дека оставаат никого равнодушен, не сум ни јас равнодушна. Чувствувам и ужаснатост, без перекла, меѓутоа и голема тага за тоа што се поминал украинскиот народ, но од разговорите со сите нив и со дел од граѓаните кои имав во прилика да ги сретнам додека престојував таму, но и властите во општините, апсолутно сум убедена дека Украина ќе извојува победата, затоа што во нив постои таа жар, таа енергија, но пред се љубовта кон сопствената татковина и кон она што се нарекува одбрана на својата територија. Навистина, она што го прават изминатиот период, постои огромна сплотеност внатре во општеството на различни нивоа, не само институциите, меѓутоа и многу поширока, и мислам дека тоа се отсликува и пошироко, а и поддршката се разбира која што недвосмислено ја добиваат од партнерите и како Република Северна Македонија, меѓутоа и многу други европски и воневропски земји е навистина огромна. Тоа ме охрабрува да бидам убедена дека Украина навистина на крајот ќе извојува победата. Фактот дека после една година од почетокот на оваа неоправдана агресија врз Украина, се уште украинскиот народ и институциите даваат отпор или се борат за своите права, покажува дека биле многу погрешни проценките дека таа војна ќе заврши за, како што некои велеа, 72 часа, или како што беа плановите на Путин за неколку дена ќе ја покори Украина. Отпорот, пркосот, херојството, храброста кои го покажуваат украинскиот народ, покажува дека сето тоа било погрешно и дека тие се одлучни да обстојат, да ја заштитат сопствената држава. Што договоривте со украинските власти, дали можеби дополнителна помош од Северна Македонија? Да, разговаравме за тоа што е приоритет и што е на нивната листа на приоритети во делот на воена опрема и вооружување. По време моето враќање овдека, како што е и редот и налагаат правилата, ќе направам консултации, веќе се тие во тек со генералштабот на армијата, доколку она што ние го поседуваме и навистина не е дел од формацијата на армијата, односно потребите на армијата, се разбира дека како и во претходните случаи нема да имаме воопшто сомнеш дека ќе биде донирано. Сега за сега, како што веќе реков, се прават консултациите во рамките на генералштабот, штом го добијам нивното мислење, ќе известам владата и убедена сум дека многу скоро ќе имаме 7-та донација кон Украина, исклучиво во воена помош и поддршка. Кои беа пораките кои што ги упативте од таму? Дека поддршката на Република Северна Македонија ќе продолжи и во иднина, дека апсолутно Украина и украинскиот народ имаат право на она што го прават, односно ја одбрануваат сопствената територија. Украина е независна, суверена држава, со ниту една своја активност не направила било што да биде испровоцирана оваа агресија, никому не наштетила и се разбира, она што е најважно дека доказите од воените злосторства кои што биле извршени таму и за жал се уште се случуваат во некои делови, не смеат и нема да бидат игнорирани и тие мора да бидат изнесени пред судот на правдата. Благодарам за разговорот за Гласот на Америка. Ќе благодарам и вам.